Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 646-то издание, а Канал 103 е радиостаница на која сериозно се сваќа музиката и артистите кои ја создаваат, што значи дека повеќе од добре дојдени се длабинските погледи во нивната дискографија, значењето кое го имаат музичките творби и корелацијата која се впрегнува со останатите жанровски изблици, а најдобар начин да се изврши тој увид се музичките документарни филмови кои обработуваат одреден дел од кариерата, се разбира низ призмата на авторите кои под лупа го ставаат животот и делото на артистот кој се проследува. Музичките документарци најчесто се занемарени од нашите филмски фестивали, па затоа ја сметам дека го заслужуваат нашето и вашето внимание и имаат голем удел во музичкото дообразување. Затоа денес избрав 6 документарни филма, првиот за музичката ѕвезда која за чудо е што се уште е жива и ги преживеала наркотичните 80-ти и 90-ти, вториот е поглед во творештвото на врвниот музички поет, третиот е поправање на историската неправда и посочување на значењето кое го имал починатиот гитарист во популарниот бенд, кој е заслужен за неговиот музички темел, четвртиот е грандиозен концерт на металкор ветераните, петтиот е ризница на невидени снимки за кралот на рок-н-ролот и последниот е за композитор на филмска музика кој раководи со рок-н-рол оркестар. Тие ќе го состават првото издание од документаристика, а ваше е да седнете и да се опуштите. Поаѓа. Емисијата ја започнавме со композициите од Billy Idol, односно од неговите први албуми, ја слушнавме Rebel Yell, потоа Dancing with Myself и Flash for Fantasy, а по нив ќе ги слушнете и Shock to the System и Neuromancer од неговиот подзапоставен албум Cyberpunk и ќе завршиме со композицијата која што е реминесцентна и за истоимениот филм, односно Speed. Потоа ќе се вратам во да ви говорам за првите музички документарци кои го слават рок-н-ролот. Данс е Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци и секој издание е на мала победа против шумдот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва има закажано полноќен танц со смртта по 646 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Филмовите кои ги селектирав денес беа прикажани на првите 4 месеци од текот на оваа година, така што се држав до 6 актуелни документаристички остварувања од најразличен рок-н-рол поджанр, што значи дека ќе ја тегнам дефиницијата на тој термин исто како што Rock-and-Roll Hall of Fame ја тегне да не мајкаде, така што ќе вбројувам во иднина и хип-хоп и метал остварување, а во ова издание има и еден композитор на класична музика кој свири со оркестар на рокери. Така што дефиницијата ќе биде растегната до крајот на светот, а на секој гејткипер ништо друго нема да му преостане освен да го промени каналот, затоа што рок-н-рол е за сите. Deal with it. Првиот документарен филм за кој ќе ви говорам денес е Billy Idol Should Be Dead, во режија на Јонас Акерлунд, најзначајниот режисер за кој ќе ви говорам денес, кој има снимено култни видео спотови за Металика, Мадона, Бионсе, Тейлор Свифт, Queens of the Stone Age, Моби, Ози Осборн, Рамштайн, Prodigy, Smashing Pumpkins и кој уште не, односно негови се Smack My Bitch Up, Ray of Light, Pussy, Moves Like Jagger, Telephone, Bewitched од Candlemas, Turn the Page од Metallica, режисер е на играните филмови Spoon, Horseman, Small Apartments, Lords of Chaos и Polar. Како и режисер на концертните филмови на Мадона, на Рамштайн, на Роксет, на Тейлор Свифт, како и на престојниот филм на Metallica, односно Save My Life. Значи, човек заслужен за реминесцентни видеозаписи и концертни снимки, реши да се позанимава со животот и речиси смртта на рок-н-рол иконата Billy Idol. Неговите средби со смртта се должат на незаузданото користење на наркотици во за него матните 80-ти и 90-ти, кога заедно со наглата слава од хитовите доаѓаат и планините од кокаин и хероин.
неговата животна приказна можела да заврши со сообраќајната несреќа со моторциклот. Пред да стане поклоник на каузата секс, дрога и рок-н-рол, го проследуваме како составен дел од панк поставата на Generation X, пред да започне работата на соло албумот кој ќе ги содржи незаборавните хитови од 1982, како White Wedding и Hot in the City, и неговиот наследник Rebel Yell од наредната година со насловната тема Eyes Without Face и Flash for Fantasy. Но потоа се обрнува внимание како славата ја искористува албумот Whiplash Smile, а потоа и започнува надолниот пат во кариерата со Charmed Life и можеби подценетиот SF-футуристички албум Cyberpunk од 1993, кога слушателите одлучиле дека не сакаат да слушнат таков албум од Idol. За жал не се обрнува детално внимание на неговиот камбек на рамниште на студиските албуми од Devil's Playground од 2005 година, па во наредните 20 години, затоа што се незначителни албуми и се става фокусот на неговото рехабилитирање и посветување на фамилијата за да се цели кон среќениот крај на животната сага, која можела и да го нема. Се земаат интервјуа од членовите на неговата најблиска фамилија за да се дознае од прва рака каков бил Билик додека бил мал. Потоа има доста колеги музичари кои говорат за него, Даф Макиган од Guns N' Roses, до Били Џо Армстронг од Green Day, Мали Сайрус ја имаме во документарецот, како и со музичарите со кои што творел, како Стив Стивенс, со бројни архивски снимки за човекот кој беше поим и синоним за MTV со неговите музички видеоспотови. Има една одлична аниме обработка со voiceover нарација во миговите кога талкал Билли Idol зад сцената, игнорирањето на албумите кои ништо не значат или јавењето со Билли Idol семејниот човек губи на вредноста и на самиот филм и дава една дидактичка димензија на светло во кое би сакал Били да биде представен, што не може да го занемари фактот дека најлошото излегувало негово минатото и се уништувале туи животи, а немало доволно голем модел во неговиот живот, односно човек кој може да го врати на вистинскиот пат и да му рече дека ова предавање и препуштање на наркотиците секако дека нема да го води на ниту едно друго место освен во бездната. Меѓутоа, поучна традиционалистичка приказна за расипништото кое со себе го носи славата и пред се неможноста на жедниот за респект музичар да одолее на предизвиците и како што доаѓа славата, така доаѓаат и лажните пријатели. Мислам дека Youngblood е модерната инкарнација на Idol, односно по начинот на однесување, иако му недостасуваат хитовите за да може да зачекори во неговите стапки. Само се надевам дека ќе ги научи животните лекции од филмот и ги избегне јамките во кои може да заглави ако подлегне на секој искушение. Канцерогените ѓубри на Live Nation стојат зад филмот, кој премиерно беше прикажан на фестивалот во Трибека и потоа играше на Sheffield Dogfest. Вториот филм за вечерва е Nick Cave's Veiled World, во режија на Майк Кристи, кој работи со копродуцентот Себастијан Барфилд. Майк го овековечува низ годините кариерата на Суейт и на New Order со неговите филмови, но исто така негови се и документарните The Pilgrimage of Gilbert and George од 2024 и серијата за атлетите од Chasing Glory Road to Paris од 2024. Тие заедно реализираат документарен филм за една од неодгаднатите енигми на музичката сцена, поетот и писател Ник Кейв, за кого има неколку значајни документарни филмови кои фаќаат различен период од кариерата на Ник, започнувајќи од The Road to God Knows Where од 1990 година, кој ги опфати почетоците на бендот Bad Seeds, потоа 20,000 Days on Earth од 2014 кој ни овозможи поглед во животот на артистот, One More Time with Feeling од 2016 бе се насочен на албумот Skeleton 3 и семејната несреќа, додека пак This Much I Know To Be True од 2022 година е за соработката со Warren Ellis на Ghostin и Carnage. Филмови кои секој љубител на делото на Кейв треба да ги има погледнато барем неколку пати. Иако ниту еден нема да може во целост да го опфати пред се неговото ненадминливо творештво. Меѓутоа Майк и Себастијан одлучиле да го сублимираат неговиот творечки опус низ неколку архетипи, така што се користи
архетипот на одметникот, која содржи ерата на birthday party и почетоците на Bad Seeds, каде Кейв ги создава неговите антагонисти, односно одметници од општеството кои би живееле на неговите маргини со запрепастувачките животи. Потоа концептот на сенката во ерата на култниот мрдар бадец, завртувајќи се на мрачната страна која ја носи во себе Кейв, па преку патникот, односно талкачот низ различните животни патила во 90-тите, за да се продолжи со The Divine Sun, како што се напоменува, и смртта на неговиот син и снимањето на албумот за него, завршувајќи со пророчката димензија која поседува Кейв за време на неговите проповеди, односно концертната активност, во која воспоставува директен контакт со публиката. Има голем број на интервјуа кои се земени од неговите колеги како Фли, како Колин Гринвуд, како Флоренс Велч, која не знам зашто воопшто ја вклучиле, но исто така од различен аспект се промислува неговото дело од страна на пријателите како Изабела Еклов, Џон Хилкоут, Ендрю Доминик и секако Ворен Елис, кој можеби има најголем пристап за демистифицирање на соработката со Кейв во нивната потрага по неоткриените звуци каде се кријат новите композиции. Се избегнува деталната разработка на севкупното албумско творештво на Кейв, затоа што тоа е невозможно да се синтетизира во едно 65-минутно дело. Се истакнува соработката со Кајли Миног, се читаат неколку композиции испишани на машина за куцање, се става акцентот на неговите колаборации со останатите артисти и се одвојува простори за адаптацијата на Бани Монро, односно на ТВ серијата од која произнесе од ова негов сценарио, но не се остава место за соработките за филмската музика, например, што е пропуштена можност. Има и неколку аудио снимки од кои се соочува Кейв со неколкуте концепции на кои е подгледан филмот, така што имаме и неколку сведоштва кои ќе ги земеме предвид за гледањето. За пофалба е тоа што се ангажирани понетипични соговорници, кои повеќе ќе говорат за темпераментот на Кейв, со повремени анализи на неговото лирско јас, меѓутоа прекратко е време траењето за длабински да се навлезе во значењето на неговиот енормен творечки опус, а NBC, Universal и Sky го дистрибуираат филмот. Секое филмско дело е добре дојдено за отворање на дискусија за значењето на одметниците кои ги има создадено Кейв од неговата имагинација, визави каде се наоѓа денес во неговото творештво, па затоа убаво е повремено да се обработуваат вакви потфати на пенетрирање во интимата на артистот и истакнување каков удел има оставено во животите на своите колеги музичари и останатите слушатели кои се опиваат од секој негов отпеан збор. Јас се останувам на моето мислење дека последното албумско ремек дело му е Push the Sky Away од 2013-та, од тогаш не ме разубедил во неколку неговите и во квалитетите пред се кои поседува со Bad Seeds, ниту на Skeleton 3 од 16-та, ниту на Ghostin од 19-та, ниту на Carnage, ниту на Wild God. Напротив, мислам дека е истрошен неговиот пунар, музата е замината и му е потребно дисторзирано враќање на Bad Seeds и прифаќање на туѓите музички интервенции од неговите колеги, затоа што со Ворен секако дека може да си прави филмска музика до недоглед, но нема денешни студиски пандани на Let Love In и Murder Ballads, за жал. А во продолжение, ќе слушнеме музика која е искористена за потребите на филмот, односно ќе слушнеме The Mercy Seat, потоа Where the Wild Roses Grow и соработката со Кајли Миног и From Here to Eternity со оглед на тоа што Ghostin е режисерот на Wings of Desire, односно Небото на Берлин, Вендерс, така што ова е композиција која изведува Ник Кейв со неговиот бенд во филмот. А потоа ќе слушнеме и неколку композиции од првите албуми на Red Hot Chili Peppers, односно слушаме од Freaky Style, Catholic Schoolgirls Rule и Sex Rap, и потоа ќе слушнеме неколку творби од The Uplift Mofo Party Plan, односно ја слушаме Me and My Friends, Skinny Sweaty Man, Special Secret Song Inside и No Champ Love Sucker. Ова се композиции кои се работени од страна на Хирило Словак, гитаристот за кој ќе ви говорам во наредниот документарен филм во Рокументаристика. Уживајте! Третиот документарен филм за кој ќе ви говорам денес е The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, во режија на Бен Филдман, кој има работено на серијата Bugout и негов е краткиот филм за стендап комичарката Кирстен Мишел Kills, односно Funny Not Funny,
кој направи документарен филм за почетоците на Red Hot Chili Peppers, каде главна преокупација е токму нивниот гитарист, односно Хилал Словак. Јас за Словак цел живот сум знаел само дека е еден од првите гитаристи на бендот и дека има умрено од предозирање. Толку. И да бидам искрен, како што секогаш сум, не сум бил фасциниран од првите 3 албуми на бендот, односно мене Red Hot Chili Peppers ми значат со доаѓањето на Џон Фрусцианте во бендот, односно од Mother's Milk и Blood Sugar Sex Magic стануваат бендот што денес го знаеме, со хитовите кои ги содржат, но од 1984 до 1987 издаваат 3 албуми, истоименото Деби, на кој Джек Шерман свири на гитара, потоа Freaky Style и The Uplift Mofo Party Пленот, кој имавме можност да слушнеме композиции, тоа се албуми на кои гитарист е Словак и убаво е да се впери светлото кој е неговиот удел во оформувањето на фанки звукот, кој е синоним на бендот и тоа ден денес. Тоа значи дека Ентони Кидис и Фли, кој очигледно дека денес 2 пати ќе го реферирам, но ја време за реминесценција за дружењето со Хилал од најмали години, односно откривањето на него како гитарист на моќниот хард рок состав Anthem, од каде го присвојуваат за да оформат нов бенд со него, бидејќи иако шреда во Anthem во 80-тите, завршена беше ерата на арена рок бендовите од 70-тите и токму Хилал му ја дава довербата на трубачот Фли да земе бас по рака и да започнат да свират заедно, пред да сугерираат Ентони да напише некоја хип-хоп рима и го создадат темелот на тоа што ќе биде познато како Red Hot Chili Peppers денес. Anthem го менуваат името во What Is This, бенд кој го предводи Словак, и во дадена ситуација е ставен во позиција да бира со кој бенд ќе продолжи во кариерата. Кој одлучува да биде дел од What Is This? Па затоа Шерман свири гитара на првиот албум на Red Hot Chili Peppers, а Клиф Мартинес е натапан исто така на првиот албум на Peppers, и за кога ќе се растурат What Is This, да премине Словак во Red Hot Chili Peppers и работи на вториот нивен албум. За Словак дивјаците Фли и Кидис кажуваат дека бил кротка душа, поетот помеѓу нив во триото, кој растурал на гитара, само што исто како и во сагата за Били Ајдол која ви говорев, така и тука заедно со славата доаѓа и дрогата, само што Словак не ја имал среќата на Ајдол и не успеал да се одвлече од неа. Напротив, потпанал на злите дејанија на хероинот, предозирајќи се, кратејќи ја својата кариера и оставајќи не со прашањето какви би звучеле Red Hot Chili Peppers ако останел со нив, и Фрусцианте никогаш не ја добил можноста да свири со нив, дали би постоеле албумите кои се синоним за нив, дали би ги направиле хитовите или не. Секако дека влегувањето во стапките на Словак биле проблематични за Џон, кој и самиот напоменува дека се држал да звучи како него на почетокот, да го имитира, но си има Џон свој стил, кој неминовно е дека ќе излезе на површина и создаде значајни дела за себе. Филмот имаше затворено прикажување на Канскиот филмски фестивал и на South by Southwest и беше откупен од Netflix, каде и може да се погледне. А господата од Red Hot Chili Peppers кои дава интервју за филмот се побунија дека ова не е документарен филм за бендот, таков досега не бил снимен и не сакале да продолжи да се рекламира како таков, што е неизбежно затоа што е содржаен називот на нивниот бенд во самиот наслов на филмот, затоа што без синонимот за бендот и самите Netflix знаат дека луѓето подлегнати на колективна глупоќа врска немаат кој е Хилал Словак сам по себе. Така што не би требало да го именуваат само со неговото име ако не се даде контекст. Филмот дава една страна за неговото постојање и се доловува дел од неговиот карактер преку интервјуата, но секако дека тоа не е доволно. Документарецот го прикажува гласот на Словак, реконструиран со помош на вештачка интелигенција, додека чита извадоци од објавена копија од неговите дневници, до кои наишол Фелман, со дозвола од семејството на Словак се разбира, кои се впечатливи и сепак е дискутабилна примената на ова алатка за таа намена. Тројца средношколски пријатели, кои лудувале во нивната младост, го создаваат бендот кој денес полни стадиони, и убаво е да се погледне овој заборавен дел од нивната историја, за да се оддаде почита за гитаристот кој бил задолжен за образувањето на нивниот реминесцентен фанк-рок звук. Четвртиот филм за денес е Bring Me The Horizon, Life in Sao Paulo, Life Immersive Virtual Experiment, односно Оли Сайкс го реализира заедно со Circus Head,
кој го знаете по неговата колоритна глич естетика воочлива на видеоспотовите на Bring Me The Horizon, на Hollywood Undead, на The Used, Sleeping with Sirens, Cypress Hill, Exhibit, Good Charlotte, The Offspring, Simple Plan, I Prevail, Butcher Babies, The Nita Strauss, Prong, Danzig. Во изборот на музички документарци ќе вклучам и концертни филми, затоа што не може да се категоризираат во засебна групација, па ќе ги оквалификувам како сродна гранка која произлегува од документирањето на концертните настапи, со или без интервјуата помеѓу. Во дадената ситуација станува збор за едно конципирање на концертниот филм како видеоигра, затоа и таа кратенка од Live, односно Live Immersive Virtual Experiment, во која гледачот влегува искусувајќи ја дистописката матрица во која над условно кажано хакирање настанува во непречениот процес на трансцендентирањето помеѓу човекот и машината, кои ќе станат едно во таа зацртана и замислена утопија, доколку отпорот не се спротистави на повикувањето на демонските битија помеѓу. Ова се интерлудите кои се проектирани помеѓу композициите кои Bring Me The Horizon ги изведуваат во живо на концертот во Сао Пауло, Бразил, пред преполниот стадион, станувајќи еден од малкуте модерни метал бендови кои имаат таа способност да наполнат стадион, а да не се Металика, Maiden или Slipknot или некој останат бенд на ветерани, со оглед на тоа што момците од Шефилд, например, музицираат од 2004 година и веќе се етаблиран металкор бенд од изминатите 22 години, кои ја започнаа кариерата со одличното деткор издание Count Your Blessings од 2006 година, кој јас го начекав во MySpace ерата, за потоа преку Suicide Season таа започна да се движат постепено кон металкор водите и започна да се отвараат кон електронските семплови и индастријал влијанијата со There Is A Hell, Believe Me, I've Seen It, There Is A Heaven, Let's Keep It A Secret, по кој го издаваат култното ремек дело Sempiternal од 2013 година и се наклонат кон алтернативниот звук на That's the Spirit и Amo, за во да посведочиме на последната серија на изданија, започната од Post-Human Survival Horror и продолжена со Post-Human Next Gen, кој ги содржа мнозината на композиции кои се изведени на концертот, кои ако се дел од најновото милје на бендот, публиката ме воодушеви што има строфи и рефрени кои јечат на цел глас во стадионот и ретко кој, условно кажано, понов бенд може да се пофали со таа предаденост и посветеност на нивните фанови. Гостувањата се снимени на матрица од соработките, затоа што нема да ги влечкаат Youngblood, Lil Uzi Vert и Baby Metal во Бразил за да ги испеат песните, а сепак не е ускратува публиката од изведбата на Kinslayer или Amen. Така што ќе ги погледнеме хитовите Happy Song, Mantra, Kool-Aid, Can You Feel My Heart, Lost, Doomed од последните 4 албуми, односно од Sempiternal до ден денес, и тоа со помош на прекрасни продорни снопови светлина од ласери и проекции на трите видеобимови со пропратни канонади од пламенофрлачи и на крајот едно крешендо од експлозии, така што воопшто не се штедело на продукцијската вредност на концертот, кој се одржува во живот пред се адреналинскиот набој од перформансот на бендот, на огромната бина со бојана шаховска табла и морам да ги пофалам пред се операторите на дронови, кои во сенка ги фрлаат домашните оператори на дронови, затоа што нивните се убијци. Не бара се воени пилоти кои на секој можен начин го напаѓаат Оли додека пее и прелетуваат на сите страни на бината и во публиката. Саканата на Оли е бразилка, па се потрудил неколку фрази да изговори на португалски, на задоволство на публиката која урла на нивните песни. Секако дека не може да има сакана интеракција со генерирани анимации и публиката, тоа тешко дека може да се изведе, ама што се беше потврдено дека не се евидентирани мошпитови и мора да се докаже публиката на лице место дека постои на овој начин. Бендот претходно ги има снимено Post-Human Survival Horror документари за работењето на албумот во пандемијата и Lads on Tour, односно документарецот од 2013 за Sempiternal турнејата, како и пократки making of филмчиња за нивните композиции. Филмот беше издаден во над 15.000 кина низ 132 земји за ограничен дводневен ангажман од 25 и 28 март 2026 година, заработувајќи околу $500 милион од киноблагањите.
Само за подсетување, Арена Палмеирас има капацитет од 55.000 посетители на концерти. Тоа говори за големината на бендот кој можевме на монтажата на крајот со дружбата со момците од Linkin Park и Ed Sheeran да го воочиме на кое ниво на славата имаат достигната и се задолжени за мејнстрим промоција на металкор жанрот како никогаш досега. Некаде налета на информацијата дека на Оли му се навраќало на деткор ерата, па ќе го преснимувале пак првиот албум, предизвик што си го задава бендот кој звучи различно на секој албум и нивните фанови тоа го бараат од нив и остануваат лојални до крај со секоја итерација на која што Оли и неговата дружина ќе ги понесат. И со таа цел ќе слушнеме неколку композиции кои беа изведени на овој концерт, односно од самата изведба на Bring Me The Horizon ги слушаме Happy Song, Kingslayer и Can You Feel My Heart од концертот во Сао Пауло, а потоа ќе преминеме на кралот на рок-н-ролот, односно композиции кои се наоѓаат на документарниот филм Epic, Elvis Presley in Concert, односно композициите Can't Help Falling In Love, Tigerman, Hound Dog, Pork Salad Annie, Little Sister и Get Back и Walk a Mile in My Shoes, како најава за престојниот документарен филм кој ќе го анализирам, односно Epic Elvis Presley in Concert. Уживајте! Петиот документарен филм за рок-н-рол музиката е Epic Elvis Presley in Concert во режија на Баз Лурман, која започна кариерата со трилогијата Red Curtain, односно Strictly Ballroom, Ромео плюс Джулиет и Мулен Руж. Потоа ги сними Австралија, The Great Gatsby, Elvis и работеше на сериите The Get Down и Faraway Downs и ќе работи нова екранизација на животот на Јоанка Орлеанка. Токму не му беше баш доволен играниот филм за Елвис, туку сакаше да го обзнани светот дека е во посед на невиден архивски материјал и во манирот на документаристиката на Асиф Кападија, да не бомбардира со архивско богатство, затоа што на кралот на рок-н-ролот нема нешто што не му е кажано или доловено од секој можен музички документарец во кој се посочува неговата круна. Но понесено од отворањето на трезорот на снимките на Beatles и тој го пушти колоритот на најако и ни овозможи да погледнеме како се однесувал Елвис на пробите со непосредните членови на бендот, потоа со проширениот оркестар, на пресконференциите и зати пред бината во Лас Вегас, каде ослужувал доживотна робија на неговиот менаџер, односно полковникот. Богатството се крие исто така и во пробите на Beatles, како и во пробите на Елвис со неговиот бенд, особено во делот во кој прават кавери на песните на Beatles и како се шегува Елвис за нивната сугестивност која што ја имаат во рамниште на лириката на Beatles. Тој не ги штеди потезите и во диригирањето на бендот и на самите проби, а секако дека за уживање се и настапите во живо, каде одблиску можеме да се запознаеме со неговиот перформанс. Се напоменува и накратко филмската кариера на Елвис и ова е периодот по враќањето од армија, каде во неколку наврати забележуваме со какви навреди се соочувал Елвис од квази новинари, кои се обидувале да го декласифицираат рок-н-ролот како музички правес, сведувајќи го само како лудост на младите. Меѓутоа, времето го одминува Елвис, кој останува да биде вечен затвореник на настапите во Лас Вегас, додека светот се менува, кој дури во една пресконференција запрашане за војната во Виетнам и се оградува дека тој е само забавувач и нема што да каже за тоа. И пред се ова е материјал кој е работен помеѓу 1970 и 1972 година, кога се одвива оваа перипетија во американското општество на која Елвис останува инертен забавувач на богатите во Лас Вегас и штета што останал далеко од музичките збиднувања и бил марионета која изведувала шлагери за богатите, не баре циркуско животно во Лас Вегас наместо да замине на турнеја широм светот, како што нели посакува, но таа желба никогаш не му се остварила. По овие снимки трагал Лурман кога дознал дека не се употребени во Elvis That's the Way It Is и Elvis on Tour, односно филмовите посветени на него, за истражувањето на неговиот игран филм кој го работеше, кој ги наоѓа без звук и во овие 2 години се реконструирани со звукот, како и 45 минутен разговор со Елвис за неговата кариера.
Меѓутоа, во овој филм опфатена е токму неговата полетност на врвот на кариерата, каде можеме да видиме зошто фрлале градници и гаќи жените на неговите настапи во раскошен колорит на 16 мм снимки. Филмот имаше премиера на фестивалот во Торонто, беше изработена IMAX верзија за големото платно и заработи $23 милиони на бокс офисот за Неон, кој го дистрибуира. И има причина зашто Елвис е крал на рок-н-ролот. Без разлика што се послужил со блуз музиката, на почетокот на кариерата, со изведбата во живо на неговите хитови, можеме да се воочиме на енергичниот проблесок кој му ја загарантира доделената титула на крал на рок-н-ролот. И последниот документарен филм за денес е музичкиот документарец Hans Zimmer and Friends, Diamond in the Desert, во режија на Пол Дугел, кој има снимено безброј концертни филмови, соработувал со сите можни поп-артисти, од Adele, Taylor Swift, Prodigy, Coldplay, The Rolling Stones, Ed Sheeran, Lenny Kravitz, Gorillaz, One Direction, Miley Cyrus, Sam Smith, Youngblood, и вади по 5-6 концертни филмови годишно, така што и јас не можам да го пратам во чекор, а оваа година го издаде филмот за K-pop изведувачите Stray Kids и потоа издаде еден филм за The Descendants и Zombies и трет документарен за Хари Стайлс, односно во најава, мислам дека беа филмовите кои ги работи за The Smile и Рај. Ако за Елвис може да кажеме дека е крал на рок-н-ролот, тогаш како рокер меѓу филмските композитори мора да окронисаме Ханс Зимер, па затоа и овој филм е посветен на неговиот громогласен оркестар и настапот на арената во Дубај, каде ги изведуваат неговите композиции од филмовите Dune, Гладиатор, Интерстелар, Пирати од Карибите, Inception, The Lion King. Меѓутоа, Цимер не е само нивен координатор. Напротив, во секоја композиција тој рамо до рамо свири со музичарите на оркестарот, дали на клавиатура или на гитара. Тој е дел од изведбата однатре оркестарот, за да биде рок-н-рол ѕверката која заслужува да се нарече со епитет. Неколку од композициите ги има во инсценирана верзија, како ги изведуваат членовите на оркестарот надвор од концертната сала, за да се долови нивното содействување во поинтимна средина, што одговара на амбиентот кој се цели, дали е пустина или електронска наезда со експериментирањето на модуларите на Цимер. Интервјуата се направени во црно-бел манир со постојаните соработници на Ханс, кои говорат за различни аспекти на нивната колаборација, дали тоа се Били Айлиш и Финиес, Кристофер Нолан, Денис Вилнев, Джери Брукхаймер, Тимоти Шаламе и Зандеја, или пак Фарел Уилиамс и Џони Мар, кои се заслужни да го мотивираат, да го крене задникот и да започне да настапува заедно со оркестарот во живо ширум светот. Мораме да ја пофалам челиската Тина Гуо, која растура со електричното виолончело, ревностно која го свири на бина, и секако гитаристот над гитаристите, односно не соработува со секого во својата постава Цимер, па затоа солата и рифовите се на маестро Гутри Говен, кој го знаете од Аристокетс, односно од проектите на Стивен Вилсон и бројните гитаристи во кои што соработува, виртуози се разбира, кој растура во неколку наврати на концертот, како и виолиниската Русанда Панфили, која ја предводи годачката свита. Има неколку документарци кои мора да се напоменат кога Ханс Зимер е опрашање, кои треба да ги погледнете, како што се, например, концертниот Ханс Зимер Live in Prague од 2017, Netflixовиот Ханс Зимер Hollywood Rebel од 2022, како и The World of Hans Zimmer, односно A New Dimension од 2024, за концертната турнеја во која што учествува. Од стотиците филмови за кои има работено филмска музика, за кои верувам дека од оркестарот мака си мачат кои композиции да ги одберат за изведување, најблиска на нас како дека ќе ни биде музиката за филмот кој се снимаше кај нас, односно Peacemaker, која секако дека нема да дојде на ред да се изведува. Во минатата година ја работеше музиката за F1, за Ела Маккей и за Фатек, а оваа година ќе го збогати со своите ноти The Last Photograph од Зек Снайдер, Рамајана Part 1 и Dune Part 3. Филмот до сад го дистрибуираше Greenwich, а Trafalgar Releasing ги има правата за цел свет.
Ќе се изведува и музиката на Цимер и кај нас на 10 мај во Филхармонија, само што картите се експоненцијално скапи за нашите стандарди, ама ако сакате турбофолк елитизам да туркате на сред село, окей, немам нешто да додадам на тоа. Колку и да е можеби репетитивен во неколку од неговите оркестрации, благодарение на хиперпродуктивност, се разбира, тоа нема да дозволи да негов број име како еден од модерните великани на филмската музика, а овој концертен спектакл е доказ за големината на неговото дело и мислам дека нема доволно звучници во домовите за да се искуси на вистински смисол, да се слушне секој инструмент, така што мора да се оди во големата киносала со добро озвучување за да се проследи како што е замислен овој филм за концертот на Ханс Цимер и неговите пријатели. Денес имав можност да ви говорам за музичките документарци Billy Idol Should Be Dead, Nick Cave's Wild World, The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, Bring Me the Horizon, Live in São Paulo, Epic, Elvis Presley in Concert и Hans Zimmer and Friends, Diamond in the Desert. По тој повод ќе слушнеме и неколку композиции кои се изведени од страна на оркестарот со кој раководи Ханс Цимер, односно ќе слушнеме свитата за Гладиатор, извадоци од музиката за Dune 2 и се разбира дека ќе завршиме со култната композиција Time и вртимушката од Inception. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 646-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзум. До наредното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со филмските медиокритети. Чао!